Добро вечер, почитувани гледачи. Во ово празнично издание на емисијата Заспи ако можеш. Празникот Илинден, знаете, го славиме сите со срце и душа, би рекол. Денеска голем број на настани, имаше и голем број на свирежи упатени кон власта, имаше и гордост, имаше се, но некако како македонските власти свесно или можеби несвесно, како да сакаат да го потценат овој голем македонски празник. Денеска централната манифестација беше одржана на Скопското Кале, кој што нема никаква врска со Илинден, за прв пат се одржува таму и за прв пат се одржа без народ. На владината прослава, каде што беше премиерот Ковачевски, вице-премиерот Груби, министерката за одбрана Петровска, вице-премиерот Битич и така натаму, немаше народ, немаше граѓани, немаше луѓе кои што прославуваа. Ова е само една од темите за која што сакам вечерва да поразговарам во емисијата со нашиот гостин, професорот, историчар Михајло Миновски. Добро вечер, професоре. Добро вечер. Ја користам ева прилика и јас да го честитам големиот наш празник. Из празникот Илинден 2 август пред 120 години и да продолжи чествувањето така како што далеко е иза празникот и така како што чувствува македонскиот народ, затоа како што постои континуитет во меморијата на македонскиот народ за големината на делото на Илинден, за државотворноста како идеја и за она што се вгради таа во новата македонска историја. Имаме и исто така континуитет на празнувањето на Илинден. Еве оваа прилика сакам да потсетам и да кажам, можеби и да ги повикам така овие што учествуваат на манифестациите, дека барем по документите првото празнување, народно празнување, заедно се разбира со четите, со четниците, било во 1940 на 20 јули, значи на денот на востанието. И па да наведам дека еден од европските представници во Македонија кои беа со мисија да поведат реформи за да се подобри наводно положбата во Македонија, а со суштина да се запре на тамошниот развој на востанието, беше во и тие одеа и правеа обиколки низ теренот. Се зборуваме за време на востанието зборуваме? Не, за време по востанието. По востанието. 904 година, на годишнината од востанието, дека тогаш се отпразнува прв пат организирано и од селаните, свештениците и од четниците, комитите. Тоа се случило во селото Глобочица. Тоа во еден документ на еден од тие европски представници кои што реков не дојдоа за да спроведат реформи, така наречени во историјата семишнетски реформи на големите европски сили. И тој престојувал на 18 спрема 19 во селото Глобочица, а ги посетил Малесија и Дримкол. 18-19 зборуваме по стар календар, така, затоа го споменува. По стар календар, тоа е сега би било 2 август. 2 август. И на 19 кога тој требало да замине, се собрале селаните заедно свештениците кои викаат: ве замолуваме да останете кај нас, утре ние ќе го прославуваме денот на нашето востание. Значи, за каква свест се работи кај обичниот човек македонски, за големината делото, за посветеноста на борбата, па и за приврзаноста на македонската револуционерна организација. Тој одбива да оди, меѓутоа соопштува дека на 20 јули, значи 2 август, селаните заедно со свештеници отишле во планината, заради составите се разбира, и таму го прославиле Илинден. Значи, ништо случајно кај македонскиот народ нема. Ниту нешто се остава да се одолжат на заслужените херои во борбата што ги дадо своите животи за идејата за ослободување и самостојна независна држава Македонија. Тоа е тоа вистината. Инаку, после тоа имаме ни целиот период имаме прослави на Илинден, особено повеќе тоа кај македонската емиграција во Бугарија, целиот период до Втората светска војна и по Втората светска војна, заради тоа беа апсени, судени, затварани и така натаму.
но тие остана приврзани и тие организацијата е вика Гоцева организација. Големината на личноста и значењето на личноста за обичниот човек, но и за македонските револуционери кои ја продолжува борбата за ослободување врз идеалите на Илинден од 903. Благодарам за воведот. Јас во оваа емисија ќе се обидам да не зборувам многу, само да поставам доволно прашања за да го кажам затоа што тоа досега не е експлицирано, па мислев дека кога конјаницата наша ќе оди, можеби ќе треба да го посети тоа село, да се одолжи или барем да се селото Глобочица. Глобочица, тоа е Струшко, за да се оддаде и почит кон тие што тогаш го славеле Илинденско. Да, мислам дека тоа село 1958-9 година е потопено со браната Шпилја хидроцентралата е потопено, се уште е живо, не, селото е се уште живо, се поминува со сплав преку езерото, еве поздрав до сите глобочани. Јас поминувам тамо често кон Струга кога одам. Јас викам, да. И нови куќи имам. Влегло во историјата, што и тоа е еден значаен момент, и за прво прославување, значи заедно борците со народот и свештениците. Да. И сакам да ве прашам, Глобочица е на неколку километри од Ташмаруништа. Да? Малкумина знаат и многу луѓе ме прашале зошто ВМРО ДПМН прославува секоја година во Ташмаруништа, тоа што луѓето мислат дека Крушево, Слива, Мечкин камен, дека таму се нели најголемите борби, се за Невеска и Клисура во Егејска Македонија, уште помалку луѓе знаат. Зошто Ташмаруниште е важна позиција за Илинденското востание? Види вака, ја мислам, тоа е нивни избор. Зошто е таму? Веројатно за да не биде во Крушево, затоа што и така тоа следува, нели, како државна манифестација. Затоа што такви места, славни места има многу кај што можело да се. Да, раскажуваше адвокатот Војо Димовски, ќе го споменам сега, тој таму има викендица и раскажуваше како можеби, не знам, 80-90 комити илинденци се убиени таму во селото, имало голема битка со тоа што неговиот дедо поп бил во селото, па дошол неколку дена, биле останки, да речам, посмртни, се влечеле по улиците. Такви места веројатно има многу во Македонија. Да, такви борби. Може би и друг пат е тоа кажано. Меѓутоа, во европската историја не постои народ кој што во борбата за самоослободување комплетно единици чети се самоубивале, се жртвувале за идеалот, затоа што и тие полагаат заклетва дека ќе го положат својот живот, остануваат верни на делото, идеалот и ќе го положат живот. Тоа е единствено кај македонскиот народ го има. Таа е големината на борбата, големината на жртвите што на луѓето кои се жртвува, на борците, хероите. И се разбира, не верувам дека може да има некаде власт на еден народ кој што тоа нема да го цени. Да. Освен за жал во нашата Македонија. Да го спомене тука Христо Узунов, еве. Не, тоа има многу. Да, ама како... Значи, сакам да речам, жртвувањето, не сум, тоа е може би епски на Мечкин камен и другите. Знаете, меѓу идеалот и животот се одбира смртта. Зашто, нели, штабот кога бара повлекување? Нормално тоа од такви ситуации да се заштитат некои живи сили и да се поштеди од градот од уништување, требаше да се повлече. Меѓутоа, колку е тоа силна приврзаноста на каузата, на татковината, на името Македонија, тие го бира да загинат. И тоа е она што ние денес го славиме и со право го славиме. Такви имаме и пред Илинден, особено за време Илинден и по Илинден. Целиот онаа илинденска епоха, која што трае од 893 од формирана организацијата до 909 година, кога веќе се извршила турската револуција, промени и се повлека големите европски сили од Македонија, за да после во некоја друга прилика, само по неколку години да ја подготват поделбата на Македонија со создавањето на Балканскиот сојуз, а уште по-лоша пак
практично беше во времето на Првата светска војна, како се тргуваше со Македонија, кој кому дава и што дава од Македонија. Само никој не водеше сметка за македонскиот народ кој толку скапи жртви даде во претходниот период. Почнувајќи некаде, зборуваме за оружените борби од 1876 па ете до Балканските војни. Хајде. Морам да кажам, оваа книга, која што е пред 3 години издадена, ваша книга Европските големи сили македонското прашање 1893-1909 година, овдека не се Балканските војни, но тие што се пасионирани љубители на историјата и што сакаат да знаат што се случувало на Македонија, препорачувам Менора, чинам дека беше издавачката куќа. Многу интересни факти, многу паралели историски помеѓу тоа што се случувало пред 130 години и тоа што се случува сега. Може да се препознаат некои контури, но еве да оставиме ова за некоја друга прилика да го зборуваме, многу важна тема. Но сакам сега нешто, малку ме збунивте сега. Не ме збунивте, всушност. Добро да се разбира дека ние едно се подготвуваме, односно размислуваме. Так. Се појавуваат моменти кои што треба се кажат и така. Да, зборуваме за саможртвата што ја дале огромен број македонски револуционери, иако може да се спасат, упатиле порака дека се борат до последно. Денеска ќе се обидам да го најдам тоа што го порача премиерот Ковачевски. Сакав ова да го зборам во друга прилика, но сепак можеби добро е вие да искоментирате. Тој вели денеска од тоа што го прочитав, ни оставија аманет или инденците и јасномците практично да не се бориме, туку да седнеме на маса, на заедничка маса и во рамноправна борба да го усвојуваме тоа што да го заслужуваме, тоа што ни следува како нација. И сега ова што го зборуваме како се однесувале македонските херои, не знам, од Питу Гули, Христо Узунов и така натаму, неброени јунаци, е сосема различно од тоа што сега се прави. Јас тоа што го гледам кај македонските власти последниве 5-6 години, нема никаква борба, ниту дипломатска, ниту научна, ниту историска, никаква. Значи, ако проанализираме за не само сега, во овој период сега, за оваа влада 5-6-7 години, колку што се, тоа недостасоци и во предметот не се работи за борба, но немање своја државна и национална стратегија како треба да се избори позицијата на прогласената независна Република Македонија во меѓународни односи. Не постои полаичко водење на политиката и не е чудно ни најобичните аматери кои нема врска со историјата и со политиката, веројатно тоа нема да го дозволат. Меѓутоа, по мене има едно нешто што имаше решавачко значење, а тоа што еден дел од нашите водачи од Социјалистичка Република Македонија беа цврсто приврзани за Белград и за обстојувањето на Југославна федерација, кога на секој најнеупатен човек му беше јасно дека Југославија е отпишана, и исто што се случи претходно како со Советскиот сојуз. И додека по мене, оние држави кои беа и така водечки во Југославенската федерација, Словенија и Хрватска, точно нивните комунистички, условно комунистички лидери. Кучан, например. И не само Кучан. Значи, како тимови, стана поголеми националисти во тоа како треба да се избере, како треба да ја позиционираат својата независна држава. Што направија? Додека се договара и преговара со Југославија, ќе нема ваква Југославија скратена, нескратена, тие се обезбедија подршка од надворешните фактори. Меѓу другото, тука се разбира прво Германија, Обединета Германија, и не случајно хрватите велеа Данке Дојчланд, така. А додека ние уште со Изетбеговиќ правиме некои комбинации. Мини федерација. Нашиот председател прогласи една политика во едното на надворешната што е неразумна по мене. За еквидистанцата зборува. Еквидистанца. Во тој суров свет, кој што се случуваше и такви ситуации, комплексни ситуации во Европа и воопшто на меѓународна политичка сцена, да водиш
политика на мала земја, најсиромашна, се разбира, тотално изолирана, освен таа папучна врска. Иначе во историјата се вели служење на туѓи центри. А тоа е врховизмот, како болест кој се ува кај нас. Дали ќе биде Софија, дали ќе биде Белград, дали ќе биде Брисел, тоа е истата суштина. И во тоа смисла не се избра патот што требаше да се направи, беа по мене, барем колку јас ги следам работите, елиминирани сите оние што беа дипломати од кариера во времето на Југославија, во еден период кој имаме стабилна македонска национална држава, со сите атрибути на самостојна држава, со символи, со СЕПС. Што се случи? Аматерија превзедоа. Повеќе изгледа му одговараше на председател такви луѓе да со ним да спроведува власта. Знаеме кој беше министер за надворешни работи, нели? Да не ги спомнуваме. Има изјави дека Денко Малевски, првиот министер, рекол дека додека Југославија тој нема да учествува во независна Македонија. Тие изјави не се никогаш демантирани официјално. Не можеме ние да го знаеме тоа, меѓутоа зборот е не само тој, туку воопшто што не се направи стратегија уште да се воспостават пред прогласување независноста контакти со надворешни фактори, да се види каква е ситуацијата. И кога тоа не го спомнат, да речеме, на авторитетната фигура, така да речеме, во македонска дипломатија беше Лазар Мојсов. И кога требаше овде да се прави македонска држава, Лазар Мојсов, кој што беше и генерален секретар и министар. Да, не зборуваме, значи зборот ми е, не се обединија тие македонски сили, интелектуални и дипломатски. И научните. Во тогашната Македонска република имаше секретаријат за Бугарија, Грција и Србија. Не, и за Албанија. Каде што екипи од научни работници, дури весниците ги следеа, собира податоци, заради тоа што секојаш беше актуелно македонското прашање. И дека, а после тоа сега, барем јас немам обид, дека некогаш била научна институција консултирана, освен можеби Македонската академија, за која каква е, што е, тоа е веќе сосема друга прашање. За да видат, или дали да следат, да речеме, ова што македонската историографија го направила до сега. Нема прашање за кое што ни се случуваше како проблем во меѓународните односи, во политиката, што требаше да ја градиме, надворешна политика. За се има и факти, и документи. И се беше јасно, немаше ништо нејасно. Меѓутоа, тука требаше да се води на проактивна политика. Тогаш да се обезбедеше партнер, или ако не се беше он стратешки партнер, како најчесто се вели од големите сили, што тешко беше, јас тоа го имам предвид, заради континуитетот на нивната политика на европските големи сили, 150 години, може би повеќе од Берлинскиот конгрес навам, према Македонија и македонското прашање, но во секој случај не можеше со еквидистанца да го решаваме нашето прашање за положбата, позицијата во меѓународните односи. Значи, тука никој не направи една анализа каде грешевме. И ако грешевме, што направиме за да имаме подруга една стратешка позиција. Ни почна, нали, првото што беше, ни бара да одиме признавањето во Обединетите нации да оди преку Европската заедница. Таму, согласно на долгорочна политика, а и политиката на Грција, Бугарија и другите соседни, вели не може да има држава, независна држава Македонија. На Лисабонската конференција? Да, тоа таму точно. Беше за тие што можеби не се сеќаваат, не смееше да се употребува зборот Македонија. Се сеќаваат, сите се сеќаваат, меѓутоа некој не сака да се сеќава, нели, јас под моје мислење така е. И тоа е едно тоа. Исто е интересно е да речеме кога дојде да се менува, нели, прво се усвои знаме тоа на што ги имаме наше национално, македонско, историско и така натаму. Кога требаше да се менува,
Секогаш нашата власт формираше тимови кои што ќе одлучат така како што ќе треба да се направи. Според потребите на нивното гледање, на нивната политика. Никогаш не се отвори јавна дебата, расправа, да речеме, за тие најосновни прашања кај што се државно името, името е исто е идентитет. Тоа е најголемата, можеби, причина, условно да речеме, големината на името Македонија, низ историјата, поради која тоа е едното, и второто, стратегиската позиција на Балканот се клучни, за да никој не сака да има македонска држава. Професоре, наметнувате многу дилеми со ова што го зборувате. Факт е дека Македонија и ден денеска нема таков стратешки партнер како што вие зборувате. Имаме ние договор за стратешко пријателство, партнерство со Соединените американски држави, подпишано на 7-8 мај 2008 година по самитот на НАТО во Букурешт, кога не влеговме заради името, се разбира. Но за разлика од сите останати земји во регионот кои што си имаат своји патрони, да кажам, држави, Македонија не само што нема таков стратешки партнер, туку има отворени да речем конфликти со сите своји соседи. Добро, ајде со Косово се условно речено немаме, и со Србија немаме последниве десетина години. Објективно немаме некакви сериозни проблеми. Црквата е, да речеме, условно дека се реши. Не сум сигурен дека до крај решена работата, но во однос на Српската православна црква даден е томосот и сега и тука е затворените големи прашања. Сите останати, Грција, Бугарија, Албанија, објективно имаме отворени прашања. Со Албанија се скриени, да речам, не се на површина, меѓутоа заради албанското малцинство во Македонија, објективно еден ден, сум сигурен дека тоа ќе излезе на површина. Што е проблемот? Недостаток на визија кај македонските политички елити во последниве години или можеби нешто друго? Корупција можеби? Во македонската современа политичка историја нема ниту еден лидер кој што по притисок од странски представници, јас се не велам како Христо Зунов да се бора до последен куршум, но да се повлече некој, да рече јас ова не го прифаќам, благодарам, поздрав, си одам од политиката. Уште е понеразбирливо или несватливо е тоа, да речеме, вие што го зборувате, кога во одредени моменти македонскиот народ на референдум им кажал како треба да се постапи, што треба да се постапи. Македонскиот народ е мудар народ, но немоќен. Секогаш најголем проблем имал со своите. Тоа се покажува низ историјата и сега. Еве ќе се вратам прво и на време на Илинден. Јас колку што го следев, слушнав нешто го загатна премиерот, дали востанието предвремено или не предвремено било и дека сега славиме на такво востание. Јас пред јавноста сакам да кажам што беше суштината, зошто тоа се случуваше. Прво, кога се создаде Македонската револуционарна организација, навистина беше тајна, конспиративна, но тешко беше за Бугарија да биде конспиративна, не можеше да се окрај. Таа беше толерирана со очекување дека Бугарија ќе може да се наметне, тука беше екзархијата кај што имаше своја функција и политичка, дори и како државна институција призната. Црква, знаете, црквата е институција. Особено во тоа време, образованието одолу против матичните книги и така. Кога имаше своји така наречени трговски представници, агенти, шпиони кои што беа во секое поголено место во Македонија. И друга важна работа е, бидејќи организацијата беше отпорна на влијанието, се обидуваат. Нема да ги повторуваме со генерал Николаев и со другите што се правеше. Она што е значајно, Бугарија побрза веќе веднаш потоа да формира еден така наречен врховен комитет во Софија, а преку него создаде легална, со устав, регистрирана во Бугарија, политичка партија, практично политичко движење, кое требаше да се наметне како врховно раководство на организацијата во Македонија, користејќи емигранци, тоа е големиот број. И што се случи? Секогаш кога ќе дојдеше да зајакне организацијата,
тогаш се праве провокација од бугарската страна преку врховистите. И имајќи го предвид сето тоа, особено навистина е клучна личност апостол во права смисла на организација Гоце Делчев. Зошто? Тој имаше воено образование, уште што е поважно, имаше искуството, го знаеше искуството од Кресненското повстание. Тој комуницираше со Димитар Поп Георгиев Беровски, кој што го водеше повстанието. И тој се раководеше од онаа стратегија нивна. Ние мораме организацијата да ја изградиме како држава во држава. Со сите елементи, и тоа го постигна. Во секое населено место, во секое село, се формира комитети. Се формира воени единици, специјални единици, тоа се некаква полиција, разузнавачки имаше. Тајна пошта, вооружување. Што беше целта? Анализата беше Турската империја, како се викаше тога, е во длабока криза и дека европските големи сили само го одлагаат нивното пропаѓање на Балканот, нивното повлекување од Балканскиот полуостров. И како неговата стратегија беше со вооружен народ, подготвен народ, со комплетно превземаните органите на власта врз македонскиот народ од државата, тогаш да се однатре да се слабее уште повеќе османлиска држава и кој ќе дојде време да се решава судбината Македонија да крене едно масовно да влезе масовна борба и да успешно да ја заврши. Таа подземна република што споменува Даме Груев во интервјуто за Шкотски весник, да стане надземна република, да стане вистинска република. Точно, вистинска република, со тоа што кога зборуваше Даме Груев, малку работите беа произменети. И она другото што се случува, воен институт, кадри се формира, се обучува кадрите, раководни кадри на четите, како некоја академија, да речеме. Судски органи определува давачки придонеси, социјални грижи, за оној што... Данок се платило, така професоре? Да, оној што ќе падне во затвор. Обврска е организираното население да се грижи за неговото семејство или да им носа храна во затворите. Такво немаме ние сега, така организиран систем. Така. Значи, ако е тоа е двете тие стратегии, едната и другата стратегија која ја спроведуваше врховистите и Бугарија, да се крене во стание во Македонија, како елеме со неподготвен, невооружен народ, кога тоа сигурно ќе доживее неуспех, ќе биде погром на населението. Затоа не само регуларни војски кои што има повеќе од колку што имаше македонско население, туку и цето муслиманско население баш и ползуци, како што се вика нередовна војска. Тоа го знаеше Гоце Делчев. Ама што правеш? Четите беа не може да бидат фатени никога, ниту откриени. Ти имаат своји служби кои што на приодите на селото или од селото со другото село. Каде се движи кој представник на османлиската власт и кога може да се очекува интервенција. И сето тоа го известува, се повлекува четите од селото, недофатливи беа. И она што е значајно треба да се каже. Во време на Илинденското востание, ќе се вратам на ова уште еднаш, македонските комити не беа поразени, војнички. Тие ја продолжија борбата и откако престана официјално да постои востанието, до крајот на 1903 година. Тие воде, како наречена партизанска сега или герилска војна, меѓутоа најмногу настрада населението, мирното население. Немоќни да го направат тоа, се справува вака. Токму тога загрежени од тоа интервенира европските сили, меѓутоа е друго прашањето. За она што го спомна уште еднаш премиерот, сакам да кажам, бидејќи не можеше Бугарија се обиде со неколку провоцирани востанија преку врховистите, да успее. Моќта, силата, нели го се нема да дозволиме бугарски офицери и така, да не ги спомнам. Сето тоа е познато. Прашање беше, се бираше, како викаш, балкански да се решава прашање. Ликвидација на Гоце Делчев. Има документи, јас и пишував за тоа.
дека беше предаден, следен од Софија до Солун, од Солун до селото и тука предаден и загина во борбата. Сега другата стратегија што Може само да додадам дека денеска бугарската национална телевизија БНТ, која што е официјален, речам, вестник на бугарската влада, го славеше денеска и Гоце Делчев или Днеското востание, поставени 120 рози беа на некаков споменик на Гоце Делчев, мислам дека во Софија. Бугарија не го признава ова дека практично незините сили тајни се виновни за погибието на Гоце Делчев, заради тоа што Гоце Делчев бил опасен за бугарската држава, тоа е јасно. Ја и друг пат сум го спомнал, може би добро е сега по повод 120 години да спомнам. Што се случи? После Илинденското остане, 1904 година. И сега тука настанаа известни поделби во концептот како ќе се води борбата, каква ќе биде структура на организацијата, веќе престана да постои воената организација, воено-востаничката, се враќа на цивилната и со актите на организација. И сега тогаш веќе имаше повик осуда зошто се кренало востанието, а не се применила стратегијата на Гоце Делчев. Тоа беше повод Серскиот револуционерен округ, тој на Сандански, да организира истрага и народес ги открие предавниците, може би некои не беа баш и за ликвидација, ги открие предавниците и екзекутивна пресудата на Револуционерен суд беше извршена. Сега она што е другото важно, зошто се крена, како превагна тоа да се крене востанието. Прво, пробив беше извршен со оној бугаринот Иван Гавранов, кога влезе во организацијата, тоа е друга приказка. Меѓутоа, кој одлучи најмногу? Прво одлучи Атанас Лозанчев. На конгресот, кога се донесуваше одлуката, во името на, без да се консултира, дори без знаење на членовите на окружниот комитет, тој прифати дека треба да се крене востанието. Второ, кое што исто така беше улогата на Даме Груев. За разлика од Гоце Делчев, кога тие се сретнаа, кога Даме Груев се враќа од заточение, малку деморализиран после оние жртви што теророт што го вршеа нормално османските власти, војските и особено башибозлукот, оние сите. Тога и тој што вели на Гоцета. Она што го велат тие порно. Да. Порно да се крене востанието сега, дали ќе имаме шанс така на тој начин. Друг пат. Имајќи предвид како што од се другите работат соседите. И тој пресуди тоа да се крене. Ама организацијата беше изградена како совршен систем. Кога кога се донесе одлука, тоа е така функционира. Тука нема откажување, нема повлекување. Само Гоце Делчев можеше да го спречи и затоа требаше да се ликвидира. Впрочем, не е само Гоце Делчев ликвидиран. Ѓорче Петров, да не ги спомнуваме, иначе плејада македонски револуционери, ама каде и од кого и по чија нарачка и потреба. Еве сега денови, односно пред месец дена, може би за информација дека веќе во училиштата се забранува лектирата Црнила од Колет Чашуле, кој што се опишува, нели, убиството на Ѓорче Петров, денови на искушение се вика филмот, тие што може би сакаат да дознаат повеќе на таа тема. Токму тука е, нели, судирот помеѓу македонското, да речам, и врховистичкото крило. Судирот е тука во суштина. Прво, се работи за една тешко да се каже дека е елита, таа се формира како процес, една категорија на луѓе кои ја превзедоа власта. Очигледно е дека не може, или оценија дека не може да водат независна држава. Да се снајдат во тие сложени меѓународни односи и дека најлесно се решава прашање што ќе барат да прифатиш, нели? Тоа никој тука не се решава спореви, тука напротив.
се компликуваат проблемите, се мултиплицираат проблемите. Карактеристичен пример е договорот со Бугарија. По 6 години, дали се подобри односите? Не знам. За жал се влошени се. За жал. Така. Тоа значи... И то драматично влошени. Тоа е една тотална, да речем благоречено, или неукост, или пак Свесен план. она друго свесно праѓање да се доведе народ во таа ситуација, да извршува се оно што ќе се бара од него. И тоа е веројатно едно другото. И кога е другото што го велите вие пачува, тоа не е само со тука со образовниот систем. Туку е една осмислена програма полека, која се инсталира, ама со долгорочна цел, веројатно не е тоа македонска идеја, македонски проект, туку како и секогаш проект на другите, да се полека македонската нација, македонскиот народ да се доведе во ситуација да прифати она што му се наметнува со договорите со Бугарија и со Грција. Професоре, грубо е да кажам дека во Македонија се повторува историјата како фарса и да речам дека во моментот во државата има две сили. Едната е таа сила што е многу поблиска на врховистите од почетокот на 20 век, а другата сила е таа која што се бори за независна Македонија. Меѓутоа, ова што го кажувате вие ме наведува да го доживеам како таква паралела. Во моментов 85% од македонците според анкетите се против влезот на бугарите во уставот, не заради бугарите сами по себе, 3500 бугари, туку заради символиката, политичкиот, историскиот контекст кој што ќе донесе промена на уставот. Сакам да ве прашам најдиректно. Не е символика. Не е символика за вас. Туку жестока акција. И тоа не само дипломатска. Не во ракавици, туку и суров притисок од многу фактори, како што може да се гледа, не само од Бугарија и Грција, Албанија и така натаму, туку и од други фактори, кои што доаѓаат, зашто прво името да се избрише Македонија како историска големина, како символ на еден народ кој во континуитетот има голем придонес во цивилизацијата и во Европа и во светот. Второ, ама тоа да се прави во фази, етапно, сукцесивно. Кога видоа дека прифатиме тие сите фактори, кога видоа дека прифаќаме име поранешна Југословенска република Македонија, следната фаза беше да не ги избавуваме символите, Грција, и тука и тоа име да го нема, нели, со договор 95-та година спогодба со грците, едната и втората страна се потпишале прифативни и таква работа. Лјупчо Гергиевски, кога на Бугарија беше потребно, формално можеби, но ама тога Бугарија не представуваше фактор за членство во НАТО и во ЕУ, Декларацијата од 99 да го реши година зборувате. македонското прашање, тој ми е поклони Македонија на нам со Иван Костов потпиша на таква декларација. Меѓутоа, таа е помалку болна отколку, меѓутоа таа е основата на овој договор сегаш. Практично тоа е исто, само се ова е обврзувачка, а ова декларативна беше таа декларација. И сега се најдаме во ситуација, се најде јунаци, како што вика, кои што знаат да донесат во критични моменти големи одлуки, пресудни, историски одлуки, како што беше договор со Бугарија за пријателство, ама изгледа дека народот го сваќа како договор за непријателство време според расположението, нели така? Да. Користите иронија во што кажувате, историски договор. Да, обично за позитивни работи се кажува историски договор. Овде историски, ама негативни. Не, има
негативни историски, кои се погубни за еден народ, нација, држава и така натаму. Тие се остануваат како историски. Тука беше пробиен фронтот и веќе знае дека со Преспанскиот договор ќе свршат брзо работата после овој договор. После Преспанскиот еве што се случува сега. Бугарија со сите оружја, како се вели таму. Зборуваме за тие се определија стратегија на Бугарија како ќе има према Македонија, односно за бугарскиот свет, како што има руски свет. Отизаним бугари има не до Украина, туку има до каде што има држави до таму има. Но во секој случај тоа беше таа доктрина и покрај доктрината и оперативна стратегија. Се извинам само да подсетам, вие бевте тој што јас барем прв пат вас и ве слушнал за бугарската доктрина кон Македонија усвоена 1997 година. Или тогаш може би објавена. 97 и 98 објавена. А е подготвија сега не памтам точно, меѓутоа дали повеќе од 30 врвни експерти од академијата, од универзитетите, од дипломати, од историјата на култура, историјата на јазикот. Сите етнографи, сите тие заедно правеа таа национална доктрина за 21. век. И плюс стратегија како таа да се оствари. Се ова што е напишано и што не се случува во договорот и во протоколите е таму содржано. Што нема случајност, не е оставено ништо на... Нема ништо. Меѓутоа, што е работата? Да не се залажуваме дека некој ќе изврши притисок на Бугарија ако ние продолжиме вака да се однесуваме, за да имаме она што би било елементарно цивилизацијски да личи на односи меѓу две држави. Па макар биле две бугарски држави, нели? Како што тие милуваат да кажат. кажат. Како што била две држави, ама на исти народ, со исти јазик и така натаму. Дори и тоа да е, зошто, да речеме, тоа би било некаде како Германија и Австрија, да речеме, сега Германија како во времето на Хитлер да почне една друга политика, така Бугарија се однесува. Или Романија, Молдавија, има такви примери во светот. светот, Да не зборуваме, али во секој случај зборот е дека ние практично не сме правеле ништо, сме прифаќале она што другите барале. И сега доаѓаме до критичниот момент. Македонија е повторно исправена пред тешка одлука да го прифати уставот, промената на уставот, да влезат бугарите внатре, или според власта и многу голем дел од меѓународните дипломати кои што доаѓаат овде и кои што велат 5 до 12, сега возот да се фати, прозорец на можности, така натаму и така натаму. Сакам да ве прашам, пред да одиме на решението за целата ова криза што ни се случува, што ќе се случи доколку Бугарија успее во тоа да наметне влез на бугарите во македонскиот устав? Колку е тоа драматично и колку е тоа страшно за Македонија? Може би некои милуваат да кажат теории на заговор. Меѓутоа нема во политиката ни во историјата заговори. Има само реалност, има само интереси. Што значи тоа? Доколку тоа се наметне, тогаш македонскиот народ мора тоа ќе биде погубно за македонскиот народ, како македонски народ зборуваме, и за државата како македонска држава. Како за северно-македонци, северно-македонска држава може да ќе има некаква иднина. Види вака, по мене, тоа е само преодна фаза, исто како што беше Фиром, исто како што с другите се случува, ќе биде преодна фаза. Колку ќе трае тоа, тешко е да се види, но последиците ќе биде крајно погубни. Може би некој ќе го свати дека тоа е создавање на предизвикување немир, вознемирување на македонскиот народ, на населението и така натаму. Меѓутоа мора да се погледа на реалноста во очи. Првата фаза ќе биде, и сега веќе напредна фаза е, уште пред да влезат во уставот, создавање на северна македонска нација.
тоа е веќе во процес. Како тоа ќе се постигнува? Во образованието, како што гледате, историјата се елиминира. А на факултетот, зборам за факултетот кај што дојдов. Катедра за историја на Филозофскиот факултет во Скопје. Института. Таму имам преку 25-6, може би повеќе во претходниот период. Професори, сега немаме десетина. Она другото што е многу поопасно. Има инструменти власта, прво, со така наречената историска комисија, кога се односи за Бугарија, а тоа исто и за Грција. Ние не треба, не знам зошто едноставно се премолчува Преспанскиот договор. Сега се свртеме само кон овој договор, го заборавивме Преспанскиот договор, се задоволивме, влеговме во НАТО и ќе кажеме и тоа што би било. И во овој случај што ќе се случи? Доколку влезат бугарите во уставот, ќе биде променет во уставот. Во уставот. Тие ќе има статус како што има албанците во Македонија, да не ги спомнуваме другите. Со оглед на тоа што имаме поголем десетици илјади македонци со бугарски пасош. А веројатно во некој договор во крајењето на оваа целата стратегија нивна во Македонија, никна и она за личните документи да стои Етничка припадност. етничка припадност. Сега, ако досега ние тврдеме дека од економски причини од овие за воен така за подобар живот, оделе сега тие ќе рече кои се конструкција тоа, не се никакви документи, никакви важечки. За Бугарија се е важно што и одговара на политиката. Меѓутоа, ова ќе биде документ официјален на државата Македонија, односно Северна Македонија. И тие ќе биде условени, веројатно ќе издействуваат во државите партнери во Европската Унија, да го проблематизираат нивниот пасош бугарскиот, или ќе треба да го потврдат како бугари, како бугарски припадници со бугарска свест, бугари по род, по потекло. Бугарска држава точно знае кој има бугарски пасош. Не само тоа, туку и овие сега новородените, новосвестените бугари, ќе се поврзат тие клубови нивни, формирани и неформирани, што ќе се формираат. И како ќе добие статус по уставот како држава отворен народ, прво што ќе почнат да бараат, што ќе биде? Албанците имаат да се негуваат нивната минато, култура, историја, личности и така натаму. И тие ќе ги слават. Ама кого? Или Неско Преображенско, Гоце Делчев како најголемиот бугарски херој и револуционер. Каде ќе биде македонците кога нашите деца нема да има елементарно познавање, ќе има она што бугарската историографија, а ова што биде заедничка, тоа е само заслажување или замаглување на работите, за да може полесно да биде прифатено. А ќе имаме ние бугарски учебници, бугарска настава, бугарски печат, бугарски телевизии, бугарски радија, бугарски прослави. Каде ќе славиме ние? 3 март, Сан Стефански договор, националниот празник на Бугарија. 1120 години. Не го празниме во Крушево, не на други места, Смилево или не знам каде, ама на каде. Значи, полека се подготвува теренот да се маргинализира Илинтен како македонско остание, за да дојде до израз на другото. Тоа е страотно. И понатаму ние ќе имаме судир меѓу сакале неќеле. Друга работа. Се уништува македонската историографија. Не се дава пари за истражување, не се дава пари за печатење на научни трудови. Сето тоа се прави приватно, со своји пари, тој што ќе направи, ако објави, а другите се одбраните. Оние кои што се подобните. Кои што треба да пишуваат историја по нарачка од Софија. Да. Или не мора ни да пишуваат, може и да биде напишана, но во секој случај само да ја потпишат. Ќе биде прифатена. Значи, тука е клучниот проблем, што гледано долгорочно.
Абсурдноста на македонската, северна македонска нација не може да обстои толку време и ќе мора да се трансформира. Затоа сега е да се клучниот момент да се спречат уставните измени и да се таа некоја влада што ќе дојде да ја прифати оваа реалност и да почне да гради македонска државна стратегија. Како? Тоа е решението веќе сега. Решение. Така, не, ќе ве замолам само, ќе мора да одиме на кратка пауза за реклами. Решението е многу важен дел од оваа емисија. Малкумина досега излегле со да речем со можности да се некакви решенија за оваа криза во која што се наоѓаме, да резимираме. Илинденот, да резимираме, е темелот. Во секој случај, надворешен фактор повлијал за текот на настаните во Македонија. Меѓутоа, И тогаш пред 20 години и сега. И сега. И она што е најважно, колку е волјата, желбата, решеноста на македонскиот народ да се жртвува за слобода и за своја држава. Тоа што го постигна, сега е веќе доведено во прашање до голема степен. Веќе немам Македонет глеш. Дори тоа го забранува властот, што е Да, премиерот Ковачевски во честитката за Илинден од завчера вечерта воопшто не спомна ни македонски, ни Македонија, ни македонско, ништо. Истото ни случува во Илинден. Ние сега викаме да влеземе во Европа. Се жртвуваме. Европа беше во Македонија. Од 903-та дипломатски, со физичко присуство од 904 година, од почетокот, до 909 година. Со воени, цивилни представници, една цела армија на големите сили на Англија, на Велика Британија, на Франција, на Германија, на Австрија, Унгарија, на Русија, кој што ја реформира османлиска држава, залажувајќи го македонскиот народ дека на таков начин ќе му се подобри положбата да ја прекине борбата, оружјаната борба. Тоа додека не се случи. Меѓутоа, нивната акција успеа. Она што е значајно, ако во сите дипломатски документи и воопшто во комуникацијата што се за Македонија и има врска Македонија, секаде доминираше името Македонија. Со тој акт што го усвоија на 2 октомври 903-та, значи во еднаш по Вилненското остане, го избришаа името Македонија и воспоставија трите вилаети: Солунски, Битолски, Косовски. Ја деноминираа Македонија. Тоа го направи и на Брилевскиот конгрес, кога, за да нема голема бугарска држава Македонија, во Брилевскиот договор на големите сили стоеше автономна држава, да се прави автономија Македонија, ама не под македонско име, под Румелија. Под она име, како што беа европските владенија на османлиска држава. Дали се тие сите случајности? Веројатно не се. Ако направиме паралела, ќе видиме дека има многу сличности. Професорот Михајло Миновски, гостин во Заспи ако можеш, многу интересна емисија морам да забележам. Се враќаме во студиото да завршиме, да слушнеме кои се можните решенија за македонскиот јазол, веднаш по кратка пауза за реклама. Се враќаме во студиото на Заспи ако можеш. Вечерва гостин на Илинден, на големиот македонски празник, е професорот Михајло Миновски, историчар, човек кој што 50 на години, над 50 години работи на суштината на македонската историја. Професоре, во првиот дел од емисијата разговараме за контекстот на Илинденското востание, што тоа донесе, битките внатре во македонската револуционерна борба меѓу различни групи. Дојдоме до сегашноста, кога оваа влада го слави Илинден без својот народ за прв пат во историјата,
слави на место кое што нема никаква историска поврзаност со Илинден, за обидот да се создаде некаква нова северно-македонска нација на сметка на македонската нација, така натаму, така натаму. Ако му смеам да резимирам, вие велите дека сега во моментов, ако пратениците на ВМРО ДПМН и лидерот на ВМРО ДПМН Христојан Мицко си попуштат и изгласаат промена на уставот со влез на бугарите во него, на Македонија се заканува една катарза или поточно катастрофа национална. Вие нудите решение под услов уставот да не биде променет, да дојде влада која што е национално освестена и се грижи за националните интереси на македонскиот народ, и тогаш треба да направи што според вас? Не само за македонскиот народ. За сите граѓани, туку за сите граѓани, како што веќе во државата. По мое, можеби тоа е еретички ќе звучи, меѓутоа доколку се спречи промената на уставот, а и тоа не смее да се дозволи понатаму да се менува уставот, на секој барање од било кој фактор надворешен, затоа што или е државата самостојна и независна како велиме, или е протекторат на или не е држава. Или не е држава, па е територија, Северна Македонија територија, за разлика од државата Република Македонија, која што беше, барем со сите нишани. И исто така за премиерот го забележав во една прилика кога зборува или Македонија, како претходно што беше Македонија. Значи, дека сега е суштината е Северната Македонија. Тоа е она државата. А зошто не го велиме онај периодот, не може да биде Северна ретроградо, назад да се враќа за сите периоди, нели така. Почитувај го тоа што било документ уставен акт или пак закон и така натаму, тогаш се викала државата Република. Како што тоа го направи министрот за економија Крешник Бектеши кога рече Република Македонија врз основа на документи со Република Македонија. Така што треба да се направи сега во оваа смислата да одговориме по моје мислење. Откако ќе се формира една влада, која што ќе биде влада одговорна, која што ќе води сметка пред се прво за следување на внатрешните состојби. Не по секоја цена во Европската Унија. Ако ние чекавме 15 години, колку е, можеби 17 години од веќе и 19 од првото ветување, нели така? Од кандидатскиот статус е 19 години. Нам ништо нема да ни промени, ниту ќе изгуби Македонија, ни ќе добие, доколку се добие еден период, преоден период, да речеме, од 1 до 2 години од формираната влада до консолидирање. Првата работа што треба да ја направи таа нова влада, по моје мислење, независно која ќе ја формира. Во крајна ли тоа е интереси на народот што го верува во СДС, што гласа за СДС и народот што верува за другите политички партии. Тоа што значи? А ако таа влада може да многу, така да речеме, легално, легитимно, без конфликти, без удри со Бугарија, во договорот за пријателство со Бугарија, нема да го цитирам целосно, стои одредба, член од договорот, кај што вели, доколку едната од страните не е задоволна од договорот, таа може да ја извести другата влада, писмено да ја извести, дека тој договор за неја е веќе неприфатлив и тој ќе престане по една година неговото важење. Не е смислата да се откаже договор. Смислата да се каже на Бугарија, овој договор, наместо пријателство и добрососедство, создава непријателство меѓу двата народи. Да оставиме владите, тие може да се договарат меѓу народите, веруват. И затоа дека треба да се седне, да разговараме и да договараме договор кој што нема да го навредува достоинството на овој народ, државотворен народ, или на оваа држава, како е, бидејќи таа е, барем уставно е самостојна и независна држава. И затоа бараме ние да разговараме. Прво со Бугарија. И тие ќе одбијат. Тоа не е спорно. Ќе се известат членките на Европската Унија дека ние направивме акт на добра волја за да се го решим прашањето за Бугарија. Меѓутоа, тие има такви и такви претензии спрема македонскиот народ, македонска историја, култура и така натаму, јазик да респондува.
Ние тоа не може да го прифатиме како народ и бараме да отпаднат од преговарачката рамка и договор за пријателство и протоколите што ги подпишаат двете влади. И во тој случај ние ја враќаме својата позиција. Некој заплашува од изолација. Не постои апсолутна изолација, ниту има интерес европска, нали сака уште да не се сакана дека ќе воведа санкции. Во сегашната констелација, повисите само доколку покажеме и волја и желба да ги браним, да ги заштитиме своите елементарни национални државни интереси, Европа може да најде, има си средства, начин како тоа да се реши во догледно. Веројатно ќе треба време, ама она другото што е поважно, стабилизирање внатрешно на државата, реформирање целосно, по она како што се бара според критериумите за Европска Унија, развој на стопанството, Битка со корупцијата. Промена на судскиот систем и се она што е приоритетни барања. Не може да биде Македонија на столбот, на страмот заради многу други работи и да бараш. И сега што е решението? Ако ги внесеш бугарите, си извршил работа. Меѓутоа, внатрешната состојба не се решава, туку се компликува. Значи, бугарите тогаш има една друга опасност. Ако го прифатиме, јас тоа не ја спомнав, што реално се заканува, ако прифатиме да влезе во Уставот, да се промене некој сооднос на внатрешни сили, да се формираат сојузи внатре на политички партии, бугарска, албанска, другите малцински партии, и тогаш Македонија ќе стане прашање, натрешно прашање, проблем натрешниот поредок во државата. И во тој случај може да ни се закани и уште подрастични од оние територијални промени што ни се случи едно време. Зборуваме за кантонизација, федерализација, конфедерализација и така натаму. Може во крајна линија и поделба. И поделба која што... Неформално. Да. И ќе бидеме држава територија. Да резимираме, да заклучиме. Ако македонскиот народ, македонските политички елити не се борат и не се изборат за своето, никој друг нема да ни помогне. Нема. Тоа е апсолутна вистина. Тоа е политика која што е води Европа, борам за Европа и европски сили, од империалните нивни влади од 19 век и до денес. Во политиката влада е само интересот. А зошто интересот е намален? Македонија нема стратегиско значење. Никакво, економско, никакво. Зошто тоа нема? Грција е таа која што има важна позиција на Средоземно море, со Блискиот исток поврзано. На Бугарија е страшно и порасна вредноста сега со Црно море, со состојбите во Украина. И се плашам дека моје убедување што да направиме ние? Ние во Европската Унија нема да ја бидеме примени ни за 15 години. Зошто? Дури побрзо ќе биде Молдавија и Украина, може би некои други, кои што има стратегиско значење за азијскиот регион. Западниот Балкан може да биде подрачје на идни преговори при поделбата на сферите на интереси меѓу големите сили. Овој поредок сегашен не може да се одржи. Европа е во лидерска криза, Европа е економска, Европската унија. Утре ќе дојдат овие шите што доаѓаа, што ветуваат. Да речеме, следната година има избори за Европскиот парламент. Ќе дојдат нови луѓе. Колку доаѓаа кај нас претходните функционери што ветуваат, што добивме? Сменивме име, сменивме знаме, се откажеме од македонците, надвор од Македонија, се откажеме од името. Нема веќе од што да се откажуваме. Да. Професор Еминовски, ви благодарам што бевте гости на Заспи ако можеш во една тешка емисија. Многу информации добивме некои сценарија, добивме некои можности за решавање.
останува и ми се чини како да оставивте вака еден голем товар, големо бреме на особено на македонската опозиција на ВМРО ДПМН. Историски секогаш била во тешка ситуација, но чинам дека дадовте некакви насоки кои што може да се анализираат ако ништо друго. И не кажав дека добри се овие потезите за економското поврзување на овие сегашниот Западен Балкан, од економски гледано како економски интерес и друго. За Европската економска заедница зборувате сега, да. Да, и веројатно и доколку Европската Унија мора да се трансформира и веројатно нема да дозволат Република Северна Македонија да става вето на оние другите членки што ќе влегуваат, што ќе бидат кандидати за членки. Тоа нема да се случи повеќе. Еднаш се случи и никогаш повеќе. Да. Благодарам уште еднаш за гостувањето. Спекуваш се надам дека наскоро ќе зборуваме и на други теми исто така интересни историски, но се однесуваат и на македонската реалност. Благодарам уште еднаш за гостувањето. И јас благодарам еве што имав прилика да кажам ова без оглед се разбира на таму како ќе биде примено, меѓутоа наше е да кажеме. Така. Ако другите имаат си зеле право да говорат тоа што го говорат, и јас имам право да го кажам она што јас сметам. Така, интелектуалците имаат и обврска да го кажат тоа што го мислат. Почитувани гледачи, вам ви благодарам за гостувањето и вие на некој начин учествувавте во емисијата преку прашања кои што ги упатив до нашиот вечерашен гостин. Уште еднаш среќен вековит Великден, да го славиме уште долги години, децени. Уште се придржувам. Ако власта не го слави, народот ќе го слави или не. Да. Тоа нема тука дилема. Да. Тоа мора да остане така без минатото, така ќе биде. Без разлика што денешка не беше поканен народот, огромна грешка на владата, но еве, апел никогаш повеќе тоа да не се повтори, секогаш било каква власт, било каква влада да биде секогаш со граѓаните, секогаш со народот и да слави заедно, како што тоа се случувало впрочем и во 1904 година, како што кажа нашиот вечерашен гостин професорот Михајло Миновски. Благодарам што бевте вечерва со нас. Довидување до следната прилика.